Трпе Инвест Охрид. Кармен Бау центар. Се што ви треба на едно место. Во пресрет на 21 јуни, денот на Охридското езеро, Националната установа библиотека Григор Прличев по трет пат ја организираше манифестацијата "Слушни го езерото". Целта е преку поезија, музика и уметност да се испрати порака за значењето и заштитата на едно од најстарите и највредните природни богатства во Европа. На платото пред библиотеката настапија поети од Охрид, Струга и Поградец, а дел од програмата беше и мини изложба на ученички трудови, како и музички настап на учесници од фестивалот Распеано рибарче. Во пресрет на 26 годишнината од востанувањето на празникот на нашето езеро, трите крајезерски градови, Охрид, Струга и Поградец, традиционално го одбележуваат со богато културно-уметничка програма. Целта на одбележувањето е да се подигне јавната свест и да се покаже грижата за заштита на езерото од македонската и од албанската страна, но и да се покаже дека туризмот е базиран врз ендемизмот и еколошките услови што ги нуди Охридскиот регион. Покрај културната димензија, од научната фела уште еднаш беше упатен апел за итна и конкретна заштита на езерскиот екосистем, кој што со години се соочува со сериозни закани. Се прашувам дали допрело до нас колку е значајно ова езеро. Ке почнам од она што значи за хуманата популација, како извор на питка вода, што е од непроценливо значење, не само за регионот, за нашата земја, туку и глобално. И секако езерото нуди и екзистенција на многу наши сограѓани, зборувам од аспект на туризмот. Меѓутоа, неговото значење е уште подлабоко, затоа што представува научен благослов. Охридското езеро не е значајно само како природна реткост и туристички ресурс, туку и како светско жариште на биодиверзитет, со стотици ендемични видови што живеат единствено во неговите води. Денот на Охридското езеро и годинава носи силна порака. Заштитата на ова уникатно природно наследство мора да биде заедничка одговорност на институциите, науката и граѓаните. Годинава Струга е домаќин на централната прослава по повод 21 јуни, денот на Охридското езеро. Програмата започнува во 9 часот во недела и опфаќа повеќе активности на различни локации, додека пак централната свеченост ќе се одржи во 11 часот на Машка плажа во Струга. Посетителите ќе имаат можност да уживаат во богата уметничка програма, изложбени содржини, ракотворби, локални гастрономски специјалитети и активности кои ја промовираат природната убавина, културата и значењето на Охридското езеро. Предвидено е обраќање на градоначалниците на трите крајезерски градови – Струга, Охрид и Поградец. По повод денот на Охридското езеро, општина Охрид подготви богата и разновидна 4-дневна програма исполнета со културни, спортски и забавни содржини. Вечерва од 19 часот на плоштадот Вангел Наумовски ќе се одржи книжевен хепенинг за деца со интерактивни работилници, мини саем на книги и настап на малите звезди од фестивалот Весели звончиња. Утре во 10 часот на плажата Горица 1 ќе започне идриличарската регата заедно за иднината на езерото во организација на Акватика јахтинг. Вечерта во рамки на Балкан Music Square во Центарот за култура Григор Прличев со почеток од 20 часот ќе настапат Виз Билјана и Елена Христова Баклава. Влезот за концертот е слободен. Спортските активности продолжуваат во недела со вториот ден од идриличарската регата на плажата Горица 1. Вечерта од 20 часот во Центарот за култура концерт ќе одржи Владимир Василевски Четкар, исто така со слободен влез за посетителите. На 22 јуни во 19 часот почнува креативна детска работилница Охрид и Охридското езеро низ детските очи и детски музички фестивал Распеано рибарче на плоштадот Вангел Наумовски. Од општина Охрид ги повикуваат граѓаните и туристите да бидат дел од настаните и заедно да го одбележат денот на Охридското езеро преку музика, култура, едукација и спорт.
444 ученици се запишани во првиот јунски уписен рок во средните училишта во Охрид. Најголем интерес кај идните средношколци има за електротехничките и економските струки. Во стручното училиште со дуално образование ОМУ Светина Охридски во првиот уписен рок се запишани 186 ученици. Најатрактивна за 9 оделенците била струката електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Во средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи се запишани вкупно 113 ученици. Најголем интерес учениците покажале за насоката економски техничар, каде наставата се реализира во соработка со компании. Во општинското средно училиште Свети Климент Охридски за новата учебна 2026-2027 година во првиот уписен рок се запишале 109 ученици. Во регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошески се запишани 36 ученици, најмногу во насоките угостителски техничар и келнер готвач. За второто пријавување, кое ќе се реализира на 23 јуни во сите средни училишта во Охрид, остануваат вкупно слободни 253 места. Конечните ранглисти со резултатите од запишувањето и бројот на слободни места по завршување на јунскиот уписен рок, училиштата ќе ги објават на 25 јуни, додека пак пријавувањето во августовскиот уписен рок е закажано за 20 август. 31-годишен жител на Струга се повредил при риболов со харпун во водите на Охридското езеро во близина на автокамп на Охридското крајбрежје. Настанот бил пријавен на 18 јуни околу 22 часот и 25 минути во полициската станица за граничен надзор Охридско езеро. По пријавата полициски службеници презеле мерки и активности и го пронашле повредениот риболовец. Тој со возило на итна медицинска помош бил пренесен во општата болница во Струга, каде што бил задржан на понатамошно лекување. По наредба на јавен обвинител, харпунот и целокупната риболовна опрема се одземени за понатамошна постапка. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесен соодветен поднесок, информираат од СВР Охрид. Трим и лум ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Максималната температура се искачи до 27 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, а во попладневните часови ќе има услови за појава на краткотрајна локална нестабилност. Ќе дува слаб до умерен ветар од северен правец. Утринската температура од 14 степени, а максималната дневна до 28 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 8 до максимални 35 степени. За време на викендов претпладне времето ќе биде претежно сончево и топло со мала локална облачност, а во попладневните часови ќе има услови за појава на краткотрајна локална нестабилност. Од почетокот на следната работна седмица во попладневните часови ќе има услови за развој на нестабилна облачност проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец.